интересна тема, наредниве 20 на минути во утринската програма. Видеото кое што ќе ја најави темата, ние го најавуваме вака. Елизабета Александра Мери Виндзор, попозната како кралицата Елизабета II, ја одбележа 70 годишнината од како е на британскиот трон. Таа е монарх со најдолг стаж во британската историја од моментот кога дојде на тронот во 1952 година. Незиното владење започна на 25 годишна возраст и од тогаш е единствениот постојан актер во период на брзи општествени и политички промени. Историскиот датум годинава нема да биде одбележан со голема церемонија, бидејќи 95 годишната кралица ја поминува годишнината од смртта на низиниот сопруг во приватност. Но за почетокот на јуни се закажани неколкудневни свечености, концерти и улични прослави. Видео приказ како вовед во разговорот. Дали знаевте дека кралицата Елизабета е една од ретките членови на кралското семејство која што влегла во вооружените сили? Досега го дала мандатот за формирање влада на 14 британски премиери од Черчил до Џонсон, посетила повеќе од 110 земји во светот и се сретнала со 13 американски председатели. Интересно и тоа што таа единствената личност во Британија што не поседува пасош ниту возачка дозвола и која не излегува на избори, бидејќи монархот не треба да има свое мислење за дневно-политичките прашања. Во 2015 година стана британски монарх со најдолг стаж, оставајќи го зад себе рекордот на кралицата Викторија, која на тронот беше точно 63 години и 7 месеци. За платинестиот јубилеј, за значајните настани кои што се случија и го одбележа низиното владење со Обединетото кралство, но и за сите познати, помалку или повеќе познати факти поврзани со низиното височество, кралицата Елизабета II, утринава разговараме со Марин Гавриловски, основач на британската бизнис група во Македонија. Добро утро, господине Гавриловски. Добро утро, благодарам за поканата. Многу интересни факти кои што ќе им ги откриеме на гледачеве на наредните минути во Македонија наутро. Почнуваме со неколку необични податоци, може би малку ми не ги знаат. Во светот има 41 земја која што начело има монарх. 15 од нив, вклучувајќи и Канада, Австралија и Нов Зеланд, како шеф на држава имаат една личност. И кога ќе се спомене терминот кралица, без да се спомене името, ние знаеме дека станува збор за Елизабета II. Незината приказна со тронот започнува на многу млада возраст, неочекувано по смртта на кралот Џорџ, кога речиси преку ноќ од принцеза без особени задолженија и обврски станува кралица која што носи голем товар на плеќи. Да, точно е тој факт дека во земјите така наречениот Commonwealth, земјите кои што припаѓале на британската империја, а со тек на време станале независни држави, некои од нив одлучиле за шеф на државата да задржат кралицата. Па така, например, Канада нема председател на државата, туку кралицата е шеф на државата. Тоа е еден интересен факт. Таја точно доаѓа многу млада како кралица. Незиниот татко, кој што почина на 56 годишна возраст, бил болен, сериозно болен, и тој умира на 6 февруари 1952 година во приватниот имот на кралското семејство во Сандрингам.
од тој момент, во моментот на смртта на едниот монарх, веќе на чело на државата доаѓа другиот монарх. Од тука е и тој восклик кој што во Британија е кралот е мртов, да живее кралот, односно кралицата. Во минатото тоа се случувало во една просторија, додека се чекало едниот монарх да почине, другиот стоел во просторијата и сите благородници кои што го чекале тој момент во моментот на смртта се вртат кон новиот монарх, се поклонуваат и го викаат кралот е мртов, да живее кралот и кралица. Значи од тој момент, од 6 февруари, таа веќе станува кралица, таа е во Кенија во тој момент со принцот Филип. Меѓутоа стриктниот британски протокол не остава на случајност ништо. Кога ти одат во Кенија знаеме, нели, во Африка и таму обично дали е топло, тие спремаат во незините куфери и облека, траурна, црна облека, за секој случај доколку нешто му се случи на кралот, кога таа ќе се врати, да биде соодветно облечена, да не се остави ништо на случајноста. И така таа се враќа во Британија, излегува од авионот во црнина како кралица. Оди како принцеза, се враќа како кралица. Да се навратиме малку на детството на Елизабета II. Уште од мала таа е една од омилените личности во Британија. Гувернантата која што ја чувала Елизабета ќе каже дека била навистина посебно дете, може неуредно, педантно, но и со големо чувство на одговорност. А во една пригода токму и Винстон Черчил, познатиот британски премиер, ќе изјави дека Елизабета е голем авторитет и кај неа уште од мали нозе се забележувала одлучноста. Иако тука не сме да се испуштени оној момент дека тој бил всушност првиот премиер кој што ја дочекал на кралската функција. Некако посебно место имал токму во нејзиниот живот. Да, таа му дава него и големо признание. Тоа што му дава едно од најголемите британски одличија кои што се даваат ретко на луѓе кои што не се со благородничко потекло. Елизабета, кога се родила, таа не очекувале дека ќе биде кралица. Требало да биде една, да речеме, обична, ако може така се каже, принцеза, бидејќи таа била керка на второродениот син на тогашниот британски крал Џорџ Пети. Таа имала чичко, тоа е познатиот Едвард, војводата од Виндзор, кој што всушност представува една спротивност. Неговиот живот представува спротивност на животот на Елизабета. По смртта на Џорџ Пети, Едвард доаѓа на британскиот трон, нели, по истиот оној начин како што дошла и Елизабета, подоцна. Меѓутоа, тој, за разлика од Елизабета, која што целиот свој живот го посветува на нацијата и на државата и на круната, Едвард одлучува својот живот да го посвети на љубовта наспрема државата. Тој кога му се дава да бира дали сака да остане крал или да ја остави својата љубов, животна љубов, Воли Симпсон, која што била во тоа време разведена американка без благородничко потекло, значи не адекватна да може да биде британска кралица, тој одлучува сепак да одбере љубовта и го напушта, абдицира, и тој повеќе не е крал и на неговото место доаѓа неговиот брат, тоа е кралот Џорџ VI, кој што во приватно го викале Берти, таткото на Елизабета. И тогаш веќе Елизабета доаѓа во фокусот да целиот интерес да се фокусира кон неа. Се до тогаш таа е, да речеме сега, не знам колку јавноста е запознаена со, да речеме, принцезата Јуџин, која што е керка на војводата од Јорк, она на кое што место била Елизабета во времето кога нејзиниот татко бил второроден син на тогашниот монарх. Значи, принцот Ендрю, синот на кралицата сега, неговата керка е фактички на местото на Елизабета. Таа никогаш нема да стане кралица и никој веќе не ја знае нејзе, а Елизабета од друга страна сите тогаш веќе ја знаеле. Во прилог на тоа колку е таа се само обична не е, говори фактот дека е една од ретките членови на кралското семејство која што влегла во вооружените сили. Малкумина знае дека е многу вешт автомеханичар, дури возила на итната медицинска помош. Тоа е точно. Значи, веќе во времето кога е таа детета, фокусот не е на нејзе, таа е тогаш во тој момент, мислам, трета на ред за тронот. Меѓутоа, кога за време на Втората светска војна, кога тоа се случува, кога таа е веќе активен учесник во британската армија, таа веќе е престолонаследник. Нејзиниот татко е на тронот.
и таа мора, и тогаш веќе со еден друг фокус се гледа на нејзе. Таа се подготвува да биде следен монарх и во тој случај таа мора да ги превземе обврските кои што следат на еден монарх, а една од обврските е да биде дел од армијата британска. Пред моментот на самото кронисување, интересна изјава која што ја дава на нејзиниот 21 роденден, во која што вели дека изјавува пред сите дека целиот нејзин живот, без разлика на тоа дали ќе биде кус или дол, ќе биде посветен токму во служба на империјата. Веќе неколку години подоцна, односно 5 години подоцна, се случува кронисувањето на 26 годишната Елизабета, која што важи за едно од најпопуларните кралски случувања во 20 век, а нејзиното искачување на престолот некако донесе токму нова енергија во банкнотираната и воено исцрпена Британија. За популарноста на фактот на самото кронисување говори фактот дека повеќе од 100 милиони луѓе го слушнале самиот пренос на радио, а 27 милиони луѓе го гледале на телевизија, односно на каналот BBC. Истовремено интересно тоа што еден од, ако не првите преноси на кронисување, уште еден револуционеран момент. Да, самиот тој чин на кронисување секако е многу мистериозен, ритуален и затоа предизвикува кај јавноста голем интерес. Особено ако си има фактот дека британската историја, традиција користи некој дел од ритуали што се повеќе од 1000 години стари. Значи, сето тоа е фасцинантно, сите тие средства кои што се користат, целата таа процедура, се тоа е многу интересно и несомнено дека предизвикало голем интерес кај граѓаните и сакале тоа да го следат. Точно е тоа дека 52 година веќе излегува она воено размислување, економијата закрепнува, државата почнува да функционира подобро и токму е таа една пресвртница во развојот на британското општество после Втората светска војна, каде што доаѓа Елизабета на чело на државата. Нејзиното владење е исполнето со многу куриозитети за кои пак сакам наредниве минути малку да продискутираме. Досега го дала мандатот, споменавме и во најавата на разговорот за формирање влада на 14 британски премиери од Черчил до Џонсон, посетила повеќе од 110 земји во светот и се сретнала со 13 американски председатели. Она што е интересно меѓу другото. Таа е единствената личност во Британија што не поседува пасош, не поседува возачка дозвола и не излегува на избори, бидејќи монархот се разбира не треба да има став за дневно политички прашања. Да, кралицата нема мислење, ако ја прашате што мислите за Брекзит. Никој не ја ни прашал, бидејќи не се дозволува да се постават прашања кои што се несоодветни за моментот. Кралицата треба да го прифати советот на владата. Значи, ако и се каже, граѓаните одлучија на референдум да излеземе од Европската Унија, кралицата тој факт може да го прифати, меѓутоа има ексклузивно право и да не го прифати. Меѓутоа тоа до сега не се случило затоа што токму поради таа изјава која што сега пред малку ја споменавте, Елизабета целиот свој живот токму го посветува на развојот на својата држава и на своите граѓани и на целокупниот Комонвелт, бидејќи има и таму обврски. Значи, таа не може да си дозволи да излезе надвор од рамките во кои што е воспоставена уставната парламентарна монархија во Британија. Затоа таа генерално нема мислење, не искажува политички мислење, меѓутоа во еднаш неделно, сега не знам како е, меѓутоа во принцип еднаш неделно се среќавала со премиерот, за да информира што се случува во државата. И во тие разговори таа го пренесува своето искуство спрема на премиерите и тие црпат од тука. Тоа е извор на некој начин на тоа каков став тие да завземат за понатаму да ја водат политиката во државата. Значи, и покрај тоа што таа јавно не настапува, таа сепак го кажува своето мислење, кое што е многу корисно за премиерите кои што ја немаат тоа искуство кое што го има Лаонас во минатите 70 години. Владењето од 70 години на Елизабета II на британскиот трон е исполнето со убави моменти, но и со низа скандали во кои што токму кралското семејство беше инволвирано. Сега многумина се воодушевуваат како кралицата успева да ги менаџира сите овие моменти, не дозволувајќи
посериозно да влија токму на разнишувањето на британската монархија. Имено мудроста, смиреноста, тактичноста на Елизабета биле всушност темелот врз кој што се градела модерната британска нација, која што со текот на годините успеала да ги надмине сите оние предизвици пред кои што биле исправени, меѓу другото во последниве години излегувањето на Велика Британија од Европската унија, оно што и вие пред малку го споминавте, но и појавата на пандемијата на COVID-19. И во сите овие моменти се чини дека кралицата е некако обединувачкиот столб на британското единство. Па да, како и секое семејство, има и такви членови, некои кои што прават скандали, некои што се примерни. Работата е во тоа што британското кралско семејство е во фокусот на јавноста. И току поради тоа тие сите работи што се случуваат се поинтересни, да речеме, за пошироката јавност. Инаку таја семејството нејзи е, да речеме, на второ место. Државата е на прво место, семејството е на второ место. Сите нејзини членовите на нејзиното семејство мораат да се повинуваат на правилата кои што се воспоставени, кои што треба да се почитуваат. Например, нејзините деца кога влегуваат во просторијата каде што се наоѓаат тоа, тие мора да се поклонат и да и се обратат со маам, господјо. Значи, тие стрикни правила кои што важат за Британија се фасцинантни. Например, има начин на кој што може да и се обратиш на кралицата. Не може кој кога сака и како сака да се, значи не може да се обратиш додека кралицата тебе не се обрати. Откако ќе ти се обрати, мораш да и се обратиш со Your Majesty. Значи не можеш да речеш кралице или Елизабета или на некој друг начин. Секој оној што ќе го тој стриктен протокол што ќе го промаши, дали ќе се збуни, дали намерно тоа ќе го направи, веднаш ќе биде шкртнат од списокот на некој следен настан каде што треба да биде поканет. Значи не се дозволуваат на било кој начин излегување од тој протокол кој што го има. Безпрекорниот имидж и популарноста која што ја ужива кралското семејство е обврска плюс да се задржи и подобри за генерациите кои што следуваат. Следни по неа се принцот Чарлс и Вилијам кои што имаат сериозен товар на плеќи. Апсолутно. Имаше шпекулации во јавноста, Вилијам симпатичен, Чарлс стар, разведен, луѓето Дијана многу ја преферираа, па многу не го сакаа Чарлс, дали ќе го рипна Чарлс од списокот. И се надева од списокот за наследници. Не. Одговорот и на Елизабета и на секој британец кој што држи до традицијата не може нешто што е правило во Британија не се менува во принцип. Значи, кога и да дојде наред, Чарлс ќе си го завземе своето место, доколку ја надживее својата мајка, ќе си го завземе своето место на тронот, а по него ќе дојде Вилијам. И тука има една мала паралела, да речеме, со владењето на кралицата Викторија, која што нели е втор британски монарх кој што најдолго владел 63 години. По нејзината смрт доаѓа нејзиниот син кој што исто така бил тоа е Едвард VII, кој што исто така бил на поодмината возраст и тој владее само 9 години, а по него доаѓа Џорџ V, дедото на Елизабета, кој што владел 26 години на тронот. Така што таа паралела најверојатно ќе се повтори сега со доаѓањето на Чарлс, кој што ќе нема да владее долго, и после доаѓа една, да може да кажеме, ера на Вилијам, кој што би требало веќе подолг период да остане на тронот. Она што Елизабета го изјави на својот 21 роденден продолжува да важи и до ден денес, имено во изјавата по повод платинестиот јубилеј на кралицата, која што навистина предизвика големо внимание во јавноста. Во неја таа повторно ја реафирмира својата посветеност кон народот и кон империјата и се обврза и во иднина да продолжи да служи токму нејзе. Иако дел од познавачите на околностите очекуваат 94 годишната кралица, која минатата година го изгуби својот долгогодишен партнер принцот Филип, барем дел од своите должности да ги пренесе на својот син принцот Чарлс, но сепак тоа не се случи. Единствена остапка на некој начин, да речеме, што успеа да ја направи Елизабета II во овој момент, да ја прифати Камила, жената на нејзиниот син, престолно наследникот принцот Чарлс, во моментот кога тој ќе стане крал, таа да биде именувана за кралица, но сепак за гледачите само да појасниме дека станува збор за титула кралица која што е на хиерархиски пониско ниво отколку редовната титула кралица. Но е многу голем чекор, се извинувам што ве прекинувам, имајќи преди историјата на Камила. Да. Прво, постои една пракса во европските монархии, каде што владеечкиот монарх може да се повлече
од својата позиција пред својата смрт. Да речеме да се пензионира како што е ситуација во Холандија, во Луксембург, во Белгија и така натаму. Елизабета обстојува веќе 70 години на она што го ветила, дека до крајот на својот живот јас ќе му служам на народот. Таа не планира, иако имаше одредени очекувања дека можеби ќе дел од своите овластувања ќе може да пренесе на Чарлс. Таа сепак тоа одлучува да не го прави, се уште таа ги држи сите конци во своји раце. Единствениот, да речеме, во наводници компромис што таа го прави, што не е мала работа знаејќи го и незините принципи, е тоа што дозволува, што прв пат споменува во таа изјава повод 15-тиот јубилеј, дека Камила ќе може да стане кралица. По правило, нели, жената на кралот станува кралица, меѓутоа Камила не е прва жена на Чарлс, знаеме. Таа исто разведена, така што има други деца, мислам, од првиот брак, едно дете, не сум сигурен, и таа е, да речеме, несоодветна до крај за да биде кралица. И затоа беа тие шпекулации дали ќе остане принцеза или ќе биде кралица. Во никој случај на ниво на кралицата Елизабета, која што е шеф на државата, Камила би била кралица консорт, жена на шефот на државата. Тоа е во секој случај еден мал преседан и мала отстапка која што сега кралицата му ја дава на Чарлс додека чека да го завземе нејзиното место. 70 години на британскиот трон воопшто не е мала бројка и нека трае, но кога и да се случи преземањето на тронот, нели се зборува дека Чарлс нема да биде ни одблизу како што владеела неговата мајка и од многу аспекти. Не само заради тоа што во поодмината возраст ќе седне на тронот, туку и британската јавност зборува за тоа дека редок ќе биде оној кој што ќе може и принципите, и однесувањето, и почитувањето на правилата да ги превземе и наследи директно од кралицата. Да, се согласувам. Ова е еден фасцинантен јубилеј. До сега не се случил во британската историја. Печатот што Елизабета ќе го остави, и ќе го остава, се надевам, уште години, е навистина фасцинантен. Правилата кои што таа ги воспоставува, за жал, никој друг нема да може, бидејќи се менуваат времињата, се менува начинот на размислување, општествата еволуираат, начинот на кој што се размислува еволуира. Меѓутоа, тоа ќе биде еден пример кој што ќе им биде водилка и на Чарлс, и на Вилијам понатаму, кои што верувам дека ќе бидат добри наследници на Елизабета II. Има уште многу што да се каже, не и за ова гостување доволно. Да. Ќе закажеме следна средба секако. Актуелна тема која што ќе следиме во текот на целата година со оглед на тоа што прославата на самиот јубилеј ќе биде и во текот на месец јуни, па еве повторна можност да ни бидете дел од не само во месец јуни, благодарам, туку во текот на целата година, во цела Британија и во сите земји на Комонвелтот ќе се одбележи овој јубилеј. Тоа значи уште најмалку еден повод за гостување. Тука сум. Благодарам за денешната. Благодарам.